вработени во јавната администрација. Дали можеби се ова премногу за една држава како што е Македонија, зборам во однос на број на жители, што би сториле вие со овие 200.000, кој дел се вработени на договор на дело, дел се сорешени? Видете, се знае, во една држава, ако бројката, како кај нас спомнав, 1,5 милиона, Така. илјади луѓе живееме во Македонија, скоро околу 200.000 вработени по договор на дело или за стално што се, значи, тоа не е стравична бројка. Страшна бројка, поточно кажано. Затоа што колку тоа му доаѓа негде скоро 13-14% од населението што живее во Македонија. Не работоспособно, бидејќи не имаме деца тука, под 18 години имаме студенти и така натаму. Значи, треба да се намали драстично. И тоа како ние, како демократи, би го направиле. Нема да земим одма да избркаме 100.000, 150.000, да останат само ние, мислиме 20 до 30.000 доволно, бидејќи имаме врвна технологија. Компјутерска технологија нема потреба. Еден компјутер може да замени 10 вработени или 5 вработени. Ние тоа ќе го направиме со тоа што ќе дозволиме сите што се пензионираат да заминат во пензија стрекно и весело и на тие работни места на повеќето нема повеќе да се вработуваат луѓе. А исто така планираме да градиме електрани, фабрики, производствени погони, да градиме инфраструктура брзо, ефикасно. И сите овие што се вработени, а што не се потребни во јавната администрација, ќе ги префрлиме во стопанството. Таму ќе работат за поголема плата. Зошто? Затоа што луѓето не мислат. Кој ќе почнат со работа после 35-40 години, кој ќе одат во пензија, катастрофална ниска пензија добиваат. Многу е важно, од кој ќе се вработите, господине Трајче, до ваше пензионирање да земате што поголема плата. Тогаш ќе земате и поголема пензија. Така да мора да се намали јавната администрација. Мислиме ова е криминална јавна администрација на еден начин, затоа што 95% и повеќе се вработени од политичките злостонички структури СДС, ДПМН, ДУИ и други партии кои што се појавија на политичката сцена и измислуваат, како што кажав, и секакви работни места, го празнат народниот буџет, нас не осиромашуваат, а никој не мисли она што го кажав да се инвестира, пример 2 милиарди евра секоја година наредни 10 до 15 години во капитални проекти како што се електрани, фабрики, производствени погони, земјоделството. Ние мора да имаме врвно земјоделство, мора да имаме ПЧС, да изградиме мини фабрики за производство на храна, ништо да не се фрла. Ние мора да имаме, значи, и имаме во Македонија, значи, прекрасни убави места за развој на туризмот, да не зборувам сега Струга, Охрид и Шара и Пелистер и Кожув и така натаму. Значи, имаме места каде што ние можеме да живееме барем едно 10 до 15% од домашниот бруто производ да ни доаѓа од туризам. Но никој не сака да вложува пари, бидејќи секое вложување на пари, дали тоа е во економијата, дали во земјоделството, во здравството, во образованието, е скратвање на парите на политичарите, функционерите, криминалци, кои што секојдневно ништо друго не работат, освен се договараат телефонски, лично и така натаму, да најдат добри тендери и да не оплачкаат и да го плачкаат народниот буџет. Значи да сублимираме, вие како решение нудите да се почекаат тие луѓе да отидат во пензија и подоцна да не се вработуваат нови на нивното место. Тоа е еден мал дел. Ние зборуваме повеќето луѓето ќе ги префрлиме во фабрики, производствени погони. Со распредел, така. Со распределба, тука спаѓаат и електрани, бидејќи нас се разбира во Македонија, ни треба наше производство на електрична енергија, со што би ја намалиле цената
и што ние наши пари земаме кредит или имаме наши пари инвестираме во нешто да биде тоа корисно, а не како досега да се фрлаат пари за работни места и тоа се работни места се разбира како што реков криминални, поточно тие се гласачи на овие здруженија злосторнички.